Благодарам подпредседателе. Тече времето? Јас ке, пошто не тече тука на добро. Јас ке почнем тука со еден коментар на излагањето на председателот на Собранието, тоа е со неговиот говор. И мене ми е многу интересно како секогаш кога политичките представници на албанското малцинство во Република Македонија се повикани да не ги кршат уставот и законите малтене секојдневно, тоа се толкова како национализам или како албанофобија. Не баре нивно етничко право да ги кршат уставот и законите секојаш кога ќе посакаат, но да почнеме од почеток. Оваа интерпелација има 7 причини или 7 повреди со повеќе подточки, повеќе од доволно за една интерпелација. За само 3 месеци работа, уште немаме претенички прашања, нели, добиено, не сме имали седница за претенички прашања, веќе имаме интерпелација, имаме прекршување на устав, закон и други правни пописи и почнуваме со повреда на секуларност, што имавме верски обред во службени простори кога беше меѓународниот ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница. Понатаму го имаме многу сериозниот инцидент на аеродромот, каде што председателот на Собранието, кој што за жал не е во оваа сала, он рече дека ќе ја следи на телевизија седницата, за жал не можеме лично да му се обратиме, рече дека го пратил шефот на неговото обезбедување да ја смири ситуацијата, додека овој кога стигнал таму се заканувал, туркал и по сведоци, иако ова не е влезено во извештајот на МВР, извадил пиштол, он пробал да ја смири ситуацијата со репетиран пиштол кој што го вперил према вработените на аеродромот. Тоа што вие, предпоставам, со политички притисок го изфрлевте од извештајот на МВР, тоа е друга работа. И тука сакам лично да му се обратам на председателот на Собранието, кој за жал пак ја констатирам дека не е тука. Нема што да го чека гласањето од оваа интерпелација, треба веднаш да си поднесе оставка. Ако нему председателката на Косово му е по-блиска, како што често кажува, заради низината етничка припадност, не може човек што ја држи втората или на моменти првата најбитна функција во државата да размислува и да делува етнички, туку само државнички. Гаши не е племенски поглавар. Ако случајно размислува етнички, ако дојде тука да спроведува како председател на Собрание етничка политика, нема што да чека, може веднаш да си поднесе оставка. Понатаму имаме повреда на употреба на македонскиот јазик, прво со заклетвата која што прво беше на албански па на македонски, па понатаму личното име и ден денеска на сите документи му е само на еднојазично, на албански, истиснување постепено на македонскиот јазик и двојазичните материјали, на кој што ќе се навратам подоцна, кој што нашите приговори околу двојазични материјали кои што ги добиваат само пратениците македонци, тој го оцени како фобија кон албанскиот јазик, таа теза понатаму јас ќе ја разработам и ќе ја побијам. Понатаму имаме повреда на употреба на државните инсигни, имаме непотребни знамења, неуставни знамења кои што имаме дел тука, тоа е знамето на НАТО и на ЕУ, во пленарна сала и по канцелариите се уште имаме мали знамења на туѓа држава и тоа е на Албанија. Понатаму, што друго направи Африм Гаши, му обезбеди на Тала Џафери 2 функции, 2-3 месеци колку беше таму, најверојатно и 2 плати, тоа не го знаеме. Понатаму човекот стигна да го прекрши правилото за антинепотизам, ја прошета супругата на државна сметка до Вашингтон. Понатаму ги продолжи и надгради лошите практики на Џафери. Скоро ништо не важи тоа што го договараме на координација, адхок седници се закажуваат, адхок продолжение на седници се закажуваат, скратена постапка скоро сите закони. Имаме седници кои што траат до 2 сабајле, шверцерај на закони по старите практики, така натаму. И тука само еден краток коментар сакам да дадам на изјавата на премиерот, кој што ја оцени оваа иако добро, одлично образложена, збориме за интерпелација на 10 страни, ја со 7 точки ја одбележа како незрела и глупава и интересно е, тоа го праве и колегите од ВМРО ДПМН, секогаш кога се работи за иницијатива на левица, дури и овака де факто иницијатива на левица на оваа интерпелација на која што ние на партија, колку што знам, се нема приклучено, секогаш прво тука се спомнува СДСМ, што значи и кредитот на левица у јавноста кога го напаѓа ВМРО ДПМН, тие сакаат да го свртат некај СДСМ. Зошто? Затоа што СДСМ е пријателот
непријател, тоест пријателот кој што тие добро го познаваат и сакаат тој 30 годишен пинг-понг од предавање на власта ВМРО ДПМНЕ и СДСМ да продолжи, додека силна левица не сакаат, затоа што како единствена принципијална партија тешко се на крај се излегува до левица, додека со СДСМ очигледно не. И на премиерот репер за добра работа му бил Талат Џафери, јас само сакам накратко да кажам, се додека маргинално ако сме подобри од Талат Џафери, ни е репер за добро работење, ќе имаме проблеми во ова собрание. Сега сакам да се навратам на дописите, тоест на материјалите, на двојазичните материјали кои што ги добиваме во ова собрание. Оваа интерпелација се одесува со изјава од председателот на Уставниот суд од пред некој ден, за кој што имаше многу остри реакции од партиите на албанското малцинство, кој што каже дека швајцарски насилно донесениот закон за така наречен закон за употреба на јазиците, дека произвел повеќе проблеми него што решил, произвел многу нејасноти, дека мора да се доработи или едноставно да се укине, па имавме тука изјави дека наводно тоа е пуч, ќе падне државата, војна ќе има, напад на албанскиот јазик и така натака. И сега сакам овој цел процес фактички да го демистифицираме, прво убаво да го објасниме. Значи, прво и основно, не се работи за прекршување на ниедно право. Посебно не на пратениците албанци. Затоа што тие добиваат двојазични документи цело време. Тука се работи за наметнување, насилно, неуставно и незаконско наметнување на двојазични дописи на пратениците македонци на кои што не им требаат. И дека се работи за прекршување на устав и закон и деловник, најголем доказ е кој ќе видите дека од поранешната генерална секретарка сите документи кои што беа испраќани до пратениците македонци беа еднојазично, само на македонски јазик. Сите материјали кои што ги добиваме од и сегашната генерална секретарка исто се само на македонски јазик, дури и председателот на собранието, поранешниот председател на собранието Јован Митревски, кој што беше некои 2-3 месеци само председател на собрание, кога тој дојде како председател на собрание, ги праќаше дописите само еднојазично. Никој не преговараше, никој од пратениците албанци или на координација на кој што идев јас не преговараше на ова, што значи јасно е дека тоа е уставно и законски, што значи сега имаме една парадоксална ситуација да закон и устав или примена на закон и устав зависи од етничка припадност. Значи се додека е председател на собрание албанец, ќе праќа двојазични документи на пратениците македонци, ако дојде председател на собрание македонец, ќе праќа еднојазично. Значи не може ние ова не е ова некое минато време, не знам, у римско време, затоа што Рим била голема сила, па римјанин кој ќе отидел од друга држава, за него римски закони важеле. Не може персонално да важат закони оваа држава. Оваа држава е дефинирана како граѓанско општество и мора законите да важат подеднако за сите. Значи или има прекршување или нема. Прашањето, јас сум сигурен дека колегите од Вреди знаат дека тука се работи за прекршување на уставот и законите. Поентата е зошто. Значи тоа е еден политички проект на изедначување на албанскиот јазик на државен јазик и ова кршење на уставот и законите претходно го правеше ДУИ, што значи сега мораат и тие да парираат, што значи буквално е покажување сила на македонскиот народ. Како значи покажувањето сила, кршењето на уставот и закон е спакувано како политичка понуда за нивниот електорат. Имено испаѓа дека секоја функција и секоја неуставна и незаконска пракса, која што политичар од албанското малцинство значи ќе воведе во ова собрание, тие го рачунаат како еден вид стекнато право, што значи само фактот што е некогаш Талат Џафери бил председател на собрание, сега секоја партија на албанското малцинство редовно ќе го бара тоа место, чим еден албанец мора до крајот на светот фактички да биде председател албанец. Тоа не е граѓанско општество. Сега, тоа силеџиство кое што го спроведуваше претходно ДУИ, а сега значи Вреди, е со грб, затоа што не може партија со 13, 15, 20 пратеника да ја маткане или државата. Прво беше грбот од СДСМ, потоа сега грбот на Вреди да ги пушта овие дописи е ВМРО ДПМНЕ, а колегата Мицевски не е тука, јас се надевав дека ќе остане да ме слуша. Имено колегата Мицевски има повеќе од мене вложено приговори на тие фамозни координации, дека се неуставни,
незаконски, недоловнички двојазичните документи на пратениците македонски, пак потенцирам, за сега некако магично одеднаш фактички тоа да не му смета. Со колеги од албанска националност што имам разговарано овој проблем, ми имат кажано, нема да ги менувам, дека тоа редовно прекршување и силење преку непочитување на устав и закон е заради некои работи кои што се случувале во минатото и значи ние имаме ситуација каде поради неправда или дури перцепција на некоја неправда од минатото, ние не го исправаме тоа со правда и со пропис, него сега го исправаме со силеџиство, де факто со неправда кон значи македонскиот народ. И албанецот тука во оваа држава се дефинира, или барем е дефиниран од партиите, од неговите така наречени политички представници, како се антимакедонско, како антимакедонец. Ние можеме тука убаво да се прашаме која порака се праќа до нивното гласачко тело со такви антимакедонски ставови и со такво непочитување на уставот и законите. И тука јасно се гледа дека не само што се засилуваат негативните стереотипи за албанците во државата, туку се креираат фактички преку нивните политички представници кои што мислат дека водење политика е непочитување на устав и закон. Значи, интеграција не смее да има, комуникација помеѓу македонците и албанците не смее да има. Зошто? Зашто тогаш партиите на албанското етничко малцинство ќе изгубат смислата на нивното постоење, тоест резон детре, тие нема да имат потреба фактички да постојат, затоа што сега, нели, тука се особрнието да ги решаваат проблемите кои што всушност тие сами ги креираат. Тоа изеначување во дописите на македонскиот и албанскиот јазик неуставно и незаконски е всушност, нели, дел од тој проект што го споменав за изеначување на албанскиот јазик како државен јазик. И сега тука сакам, че сега доаѓаме до прашањето на јазикот како комуникација, како алатка за комуникација. Јазикот не е емоција, тоест не би требало да биде емоција. Единствен природно, и акцентирам природно, распространет јазик на нашата територија е македонскиот јазик. Зошто? Затоа што имате македонци кои што живеат од Дебар до Делчево, од Скопје до Гевгелија. Што значи, у сите краеви на Македонија, македонскиот јазик е природно распространет. Значи не е со декрет, не ги донела војска македонците во Дебар. Ако ме разбирате, тука земи колега слободно реплика, па ќе се расправам. Значи, тоа е единствениот природен распространет јазик, додека албанскиот јазик и ден денес останува регионален. Само во регионите каде што живеат албанци, албанскиот јазик е јазик на разбирање, во другите региони не е. Што значи, не може македонскиот јазик и албанскиот јазик да бидат изедначени, зашто само македонскиот јазик е лингва франка, македонскиот јазик е јазик на разбирање и со тоа македонскиот јазик е и лингва прима, како што е во уставот, значи прв јазик. И мора да остане прв јазик, ако ние сакаме да останеме, ако сакаме да имаме внатрешна кохезија во државата, а не да се поделиме во етнички трла, како што веќе се делиме, или таа поделба е веќе скоро готова, ќе видиме дали е реверзибилна. И тој политички проект, значи, кој се турка за изедначување на еден регионален јазик со јазикот на разбирање на државно ниво, колку сакате можете, значи, да го мачкате со шеќер и во обланди на борба за човекови права да го мотате, останува само гол сецесионизам. Ви благодарам.